Стартот на новата учебна година ќе биде невообичаен и за 51 ученик. На онлайн настава ќе се определат 35, но не националната образовна платформа, туку преку апликацијата Zoom во нивните затворени групи. Нова се определиле самите ученици на кои им било претешко и прекомплицирано следењето на онлайн наставата преку споменатата национална платформа. Од споменатите 51 ученик, 17 немаат пристап до интернет. Сместувачките капацитети на ово училиште кои се празни од март годинава ќе останат и понатаму без 35 ученици во интернатското сместување. Следејќи ги препораките на Комисијата за здравство и 16 ученици кои не користеа интернатско сместување нема да имаат физичко присуство во Искра. Отсуството и недостигот на физичкиот контакт помеѓу учениците и професорскиот кадар не само што ќе го намали квалитетот на едукација, туку ќе влијае и врз специфичната социализација на овие ученици. Иако дел од родителите инсистираат на комбиниран начин на работа со овие деца, ставот на владата е дециден и него го спроведува директорката Марија Костова. Не можеме да почнеме со физичко присуство, затоа почнуваме и ние утре како сите други со онлайн настава. Меѓутоа, нашата онлайн настава ќе биде со користење на други алтернативни алатки, дигитални алатки кои што ги нуди Министерството за образование и наука. Се надеваме дека во најскоро време епидемиолошката состојба ќе се стабилизира и во овие општини и ќе проработи во целост, Државното средно училиште за образование и рехабилитација Искра од Штип, каде што дечињата ќе бидат и сместени во домскиот дел и ќе присуствуваат физичка настава, бидејќи само единствено на тој начин можеме да допреме до тие деца и да го пренесеме тоа што треба да го научат. Инаку Државното средно училиште за образование и рехабилитација Искра Штип е средно училиште со ученички дом за ученици со посебни образовни потреби. Училиштето е лоцирано на само 4 км од центарот на градот. Во него гравитираат ученици од 21 општина и 31 населено место. Од основањето до денес своето право на воспитание, образование и рехабилитација го оствариле повеќе од 1000 ученици.